Добре дојдовте во уште едно издание на Fair Play. Секогаш е задоволство да се биде ваш домаќин на телевизија Телма, а и во ова уште едно неделно попладне одбравме убава спортска тема за вас, која што овој пат во фокусот ќе го има младинскиот спорт, односно младинската кошарка. Како се работи со оние млади наши кошаркарски сили во Македонија со цел да создадеме и идни репрезентативци и успешни кошаркари, што би значило подигнување на нивото на кошарката во Македонија, ќе дознаеме преку работата на клубот ИБА од Скопје, кој што воедно сега бележи еден голем и значаен успех откако победи на турнирот во рамки на Европската младинска кошаркарска лига и на тој начин заслужи место во големото финале, односно оној финален турнир кој што ќе се одржи во Рига кон крајот на овој месец. Значи Македонија верувам дека ќе биде на добар начин представена, меѓутоа како тимот успеа да дојде до овој успех и како ќе се одвиваат оние финални подготовки, ние ќе дознаеме денеска во Fair Play. Во студиото ќе имаме тројца млади кошаркари заедно со нивниот тренер, кои верувам дека искрено и интересно ќе ни одговорат на сите денешни прашања. Ве канам во продолжение да бидете заедно со нас. Кошарка е нашата денешна тема, заедно со играчите од ИБА Академијата и нивниот тренер, кои што заслужија да учествуваат на финалниот турнир на Европската младинска кошаркарска лига, кој што ќе се одржи на крајот од овој месец. Тоа значи дека се во тек нивните финални подготовки и ќе слушнеме како изгледаат, но многу поважно ќе разбереме прво што тоа значи за нас и за нашата младинска кошарка, што воопшто учествуваме на вакво надпреварување и дали едноставно имаме надежи дека и таму можеме да се представиме во добро светло и секако да донесеме радост за Македонија. Им посакувам добри дојде на моите гости, одиме по хиерархија. Прво тренерот Владимир Мирковски, добре дојдовте. Добре ве најдовме и благодарам на поканата. И тројца кошаркари, се разбира ова не е целиот тим, ги поздравуваме сите, меѓутоа денес во студио се Христијан Божиновски. Здраво. Здраво. Горијан Каркински. Здраво. И Марко Солев. Здраво. Инаку, овие тројца кошаркари се со нас затоа што можеби на индивидуално ниво беа меѓу најуспешните на турнирот. Тим MVP, Да. така. Горијан беше во идеалната петорка на турнирот, а Марко беше MVP на турнирот во Скопје. Ви честитам на сите тројца. Фала ви. Важни сте, се правите важни, ви на училиште и било каде? Не. Не? Не. Одиме скромно? Да. Меѓутоа, сигурно верувам дека ви значат овие признанија. Кога си го слушнавте таму своето име, дека сте меѓу најдобрите, ќе ми кажете какво беше чувството? Па, среќа, многу задоволен, стварно многу задоволен од тоа што го постигнав. И тоа. Искрено. Забележан, среќен, Да, меѓутоа и забележан, нели среќен. фактот колку си придонел во својот Да, тим? во својот тим уште повеќе среќа ме прави, да. Другите? Па ја исто само не го очекував. Не Да, очекуваше? Не очекував. Па добро, веројатно е до некаде евидентно според тоа на теренот што се гледа или имаше многу конкуренција? Па Сакаш да имаше ми и кажеш? конкуренција, да. Да? Да. Ќе зборуваме за вашите противници. Па ја многу бев среќен кога добив тоа признание и добив многу пофалби од Добри моите пофалби? познатите, да. Е, тоа ми се допаѓа. Кога некој им успеси треба да признаеме, треба да тие честитаме. поблисите. Да, да бидеме фер, добро. Jednostavno работата доаѓа до израз. Да, Нешто што тренирале, што работеле подолг период, сега на крајот да. им се исплати со едно признание, да речеме така. Признанието Како секако оди и за вас. Верувам дека работата да се биде тренер, особено на млади таленти и млади сили, е посебно убава, но и одговорна. Морам малку да вратам наназад за да бидеме јасни за оние што не гледаат и слушаат, за да дојдеме до овој турнир, да објасниме како всушност функционира оваа ИБА Академија од 2020 година. Со фокус на тоа, она што сакам да го објасните е по што се разликува од останатите наши школи или клубови. Имате еден ваш поинаков пристап. Академијата е основана и активна од 2020 година во општина Карпош.
Нашата цел е развој на млади таленти, нормално, и да ја доближиме кошарката повеќе до младите, да се стекнат со едни здрави навики. Се разликуваме од тоа што имаме повеќе индивидуален пристап. Значи гледаме да обрнеме повеќе внимание на таа индивидуална работа, бидејќи за еден играч да биде комплетен, најважни се тие ситници и детали кои треба они да ги научат низ тие години. Овие млади момци се овде од првиот ден со нас. Значи, за да се направи еден кошаркар, потребен е еден 4-годишен олимписки циклус. И овие се пример дека со напорна работа може да се стигне до успех на крај. Ќе бидат видливи резултатите. Воедно, тоа е супер момент да прашам од која возраст, кога почнавте да тренирате кошарка? Јас од 6 години почнав. Сега имате да тренирам 15, кошарка, да. сите тројца скоро 16, но од 6 Од 6, да. сите исто? Не, ја од 12, така нешто. Од 12? Да. Добро. Ја одма почнав тука во ИБА. Да, меѓутоа колку години имаше? Па 2020. Аха, од кога почна, од стартот на Интересно е за Марко што функционирањето? пред да дојде на кошарка, он тренираше ракомет. Тоа именно е многу интересна ситуација и не е единствен. До никаде звучи клише, можеби тоа прашање зошто кошарка, ама еве ти можеш прв. Па не- Како настана тој свич? Гледав ја Инстаграм тоа стори, не ми искочи ова Добро. ИБА и му пишав порака. И отидов на пробен тренинг и од тогаш. Ама што ракометов некако не Па ти беше тоа почна короната и далеку беа тренизите, ја бев помал и не можев да одам да се снаоѓам, а тука ми беше ова многу блиско. Ние почнавме во Лазо Трповски и Марко беше првиот наш член. Значи Го скрши мразот. кога го отворивме првиот тренинг, он беше првиот кошаркар што се пријави, дојде во нашата Браво. школа, во нашата академија, така да сме многу горди сега на неговиот успех. Ние сите како тренери, за тоа што успева и за тоа што го постигна он и овие млади кошаркари и целиот тим и целиот клуб. Секако, моментот што некогаш тренирал друг спорт, имал можеби малку поинакви навики, пристап во тренажниот процес, преча во одреден момент, менувавте некои нешта или не? Едноставно ова е нова страница и Па секој спорт си е, нели, различен, така да он што го си го имал стекнато претходното од ракометот, дисциплината, доаѓање на тренинг на време, работните навики, само тука си продолжи, нормално само го прилагодивме према кошарката, така да го смеривме на правиот начин и на правото место. браво. Ете така требало да биде. Имало причина зашто си добил желба да ги контактираш. Вие дечки двајцата имавте посебна причина зашто кошарка? Да нема Да, некој во вашата фамилија или Да, кај мене цела фамилија имала игра на кошарка и татко ми и тетин ми сите играа кошарка и ја според тетин ми, тој ми беше првиот тренер во Гостивар, таму прво тренирав и од таму почнав кошарка да играм и цел живот со кошарка. Добро, гените се на твоја Да. страна. Јас фудбал тренирав ко мал, така од 5 години. И све до 12, па не знам, ми се досади спортот некако. Па ми предложија у ИБА да дојдам и отидов така на пробен тренинг, ми се засвиѓа многу спортот и од тогаш почнав да играм кошарка. Не ти пречеше што има повеќе контакти во кошарката? Не. Например, кај Марко, од ракометот му е останато да завземе простор, да загради, значи она што практикува во ракометот, само он го преслика во кошарката. Кај Горјан од фудбалот останале брзите нозе, агилноста, Да, снага, да. истрчувањето на тие кратки спринтови. Нормално секој од некој спорт што го тренирал претходно само си ги пренел добрите страни во кошарката. Вашето име зборува многу International Basketball Academy, значи тој збор и тој префикс интернационална дека оваа приказна, верувам дека е многу важно нешто. Во која смисла Интернационална академија, каде освен кај нас во Македонија, истиот овој систем на тренирање функционира и имплементиран? Интернационалната кошаркарска академија исто е формирана во Народна република Кина. Значи јас таму работев 4 години од 2016 до 2020 година. Таму започна, таму се уште функционира. Прочитав ако е точно дека има дел од образовниот систем Да. во Шангај. Да. Значи на училиште сите деца, не само оние кои се професионални кошаркари, имаат некој ваков систем на работа или само за кошаркари? Изработивме програма за развој на
кошарката во основните училишта, каде што во Шангај се имплементираше во 10 основни училишта, од прво до пето одделение, е влезена во наставната програма како школски час. Значи секој одделение или секој клас 2 пати во неделата има тренинг со странски кошаркарски тренер. Значи оди тренерот, ги зима дечињата, ги носи на еден тренинг од 40 на минути како школски час и потоа ги враќа на настава. И мислам дека тоа е еден многу добар концепт и добар проект за развој на кошарката во таа земја. Покрај Кина, бидејќи таму и ве прекинав, а покрај Кина други земји каде што функционира на истиот овој начин? Моментално ние соработуваме со Кошаркарската академија на Желко Ребрача од Република Србија. Значи имаме контакти со нив, организираме заеднички камп на Златибор, размена на тренери. Нашите тренери од тука одат на доквалификација и на едукација во Србија. Тренерите нивни доаѓаат тука на испомош, да ни помогнат малце да ги поставиме работите како што треба и да одработат неколку тренинзи со овие млади кошаркари. Моментално сме насочени тука и сега имаме еден проект кај што полека разговараме со кошаркарски клубови од други градови во Македонија, да се прошири програмата на ИБА како франшиза, за да може да се застапува и во останатите градови, нормално со наша помош, со наша стручна помош, каде што би оделе во текот на неделата во посета на тие клубови и во помош на тие тренери преку едукација и квалификација. Едноставно да им пренесете што тие понатаму треба да пренесат. Добро, бидејќи прв пат ни гостувате, затоа и сакам да ги разјасниме овие нешта, важни се особено на пример за родителите кои ќе нас слушаат. За нив е многу олеснителна околност кога сте блиску, кога детето го доверуваат онаму каде што треба. Затоа прво да кажеме дека во кои сегменти од нашите национални надпреварувања вие сте дел. Значи во младинските категории моментално ние се надпреваруваме во 5 надпреварувања. Добро. Значи имаме тимови во U12, U14, U16, U18 и сениорски тим кој моментално е во трета лига. Во трета македонска лига. Рековме за сега во Карпош и во Ѓорче, а се надеваме понатаму и во другите општи. Океј, сега малку се враќаме повторно на турнирот кој што не однесе во тоа голямо, така наречено финале или финален турнир. Како беше во Скопје? Колку противници имавте? 4 противници беа. Првата мислам дека беше со Титан од Истанбул, втората со Работнички Скопје, третата со Шведска и последната со Будва од Црна Гора. Сите ги победивме, изигравме многу добро. На моменти пажавме со концентрација, ама нема врска, брзо се враќавме и мислам дека изигравме супер. Максимум победи, доволно говорат, меѓутоа против кого беше можеби најтешко? Па дефинитивно најтешко беше против швеѓаните. Не го знам точно име, но со нив беше блиску од почеток, но ете успеавме да ги победиме. А со кого беше можеби најлесно? Со Работнички, нив најмногу ги добивме, 40 разлика од другите, но сите ги тебавме убедливо. Мислам дека надпреварот со Шведска беше така најтежок. Прво од психолошки аспект, бидејќи се знаеше дека тоа е финале, иако имаш уште еден надпревар останато до крајот, али тој беше клучен. Клучен надпревар, организаторот кажа дека кој од овие два тима ќе победи, тој ќе биде прв на турнирот. Истото, мислам, вредност добива победата, бидејќи разговаравме со тим менаџерот и тренерот на Академијата од Шведска и он ни каже дека таа академија е составена од 4000 членови. Значи, буквално и нивната селекција... Имаат голем избор. Така, имаат голем избор и предобро изгледа и на загревање и слично, ама ете, едноставно ние бевме домакини, во наша сала се играше пред наша публика и мислам дека одиграа момците еден квалитетен надпревар и дадоа све од себе. И на крајот славеа со убедливи 13 поени разлика. 13 поени разлика, тоа не е воопшто малку. Па браво, па затоа потоа и поединечни награди и признанија и така натаму. Важно е да кажеме дека на овој турнир, односно Младинска кошаркарска лига, генерално во сите земји и на сите турнири учествуваат вкупно 37 земји. Меѓутоа, на кој начин се заслужува да се биде дел таму? Единствено треба да се пријавите или има и други критериуми, затоа што слушнавме дека и Работнички од Македонија, например. Работнички беше од Македонија, кошаркарскиот клуб Вардар исто беше
Мислам дека и во Односанси има учествувано, така да може да се пријави секој тим, значи пополнуваш апликација, доставуваш до нивната канцеларија во Унгарија, они ти враќаат повратни информации, нели кој турнир каде, во која група ќе бидеш. Нашиот прв турнир се погоди да биде во Романија. Добро. Таму првиот надпревар кој игравме со домакинот, некако не фатија, да речеме, и неспремни, и прв надпревар, и уморни од патот, славе убедливо, али после тоа ние малце се консолидиравме, поразговаравме со момците и славевме на останатите 3 надпревари. И вториот турнир ни дојде тука, така, нели тие 4 надпревари и слично, и успеавме да се пласираме на суперфиналето. Има 9 групи, мислам дека се, по 8-9 тимови, кај што секој во групата што е прв продолжува во тоа суперфинале во Рига. Добро, сега се тие подготовки за суперфиналето, само уште нешто ме интересира, што мислат момците, што беше клучно за да бидете на некој начин супериорни против другите? Кои ви се најсилните адути? Во што сте најдобри? Па јас мислам тимската соработка. Ама, Тоа е например, најдоброто мислам. Мислите дека сте подобри во одбрана или во напад? Секојаш тешко прашање, знам. Не едноставно се каже. Да, имате добри поентери. Да. Ми се допаѓа како сигурно тоа го кажа. Имате добри поентери, да. Па Така знаете треба. како одбраната е специфична и во секој спорт е исто, значи играњето одбрана е тешко, бара многу напрегање, многу трошење на енергија и голем дел од младите, гледајќи ги тие NBA напади и слично, сакаат повеќе да се насочат на напад, на атракција, нормално, а како викаат, нападот добива надпревари, а одбраната освојува шампионати. Да. Така да, за мене како тренер, одбраната е едно од Па речи се најважните. сите тренери, така ќе кажам, полудуваат кога во одбрана се случуваат грешки. Вашиот тренер понекогаш полудува. Знаете да го изнервирате многу. Да? И тука се искрени. И што се случува тогаш? Темпераментен сум малце. На тајм-аути е гласно. Многу. Многу. Да. Нема размислување, ова е како од пушка се одговара, а кога сме кај атракциите, не ми кажавте од вас тројца што сте овде, кој најмногу сака атракции да прави? Па така си презема одговорност и кога треба и кога не треба. Тука нема брз одговор. Јас или Горијан. Да? Мислам, да. Има многу утки, па сега ако сакаш Па има. атракции, Не да толку. не да толку. Со тројките како стоим? Супер. Одлично. Добро. Одлично. Добро. Ми се допаѓа. Обожаваме да шутираме тројки. Па зошто да не? На крајот од денот. Или не е баш секогаш зошто да не. Па, има и други начини, ама добро. Ете, помладите повеќе сакаат за 3 поена и И публиката сака за 3 поена и ги сака тие атракции, тоа е тоа. Меѓутоа знам, перспективата на тренерот, на играчите и на публиката е различна како и да е. Еден млад кошаркар мора да има повеќе решенија. Значи да не се он ослонува само на шутирање на тројки или на пенетрација за двојка, значи мора да има он кој ќе навлезе во рекето да има повеќе решенија. Додавање, да го гледа нискиот пост, да шутне за 2, да извади за 3, значи колку повеќе решенија имаш како млад играч, толку си подобар. А кој од овие тимови, рековме швеѓаните, некој туку на кој начин најмногу ни предизвикуваа проблеми? Зошто беа најтежок противник? Баш ради одбрана? Физички спремни. А, физички спремни. Физички спремни беа. Да, тоа е многу важно Да. прашање. И затоа ни беше Имаше потешко. високи црнци, играчи Да. јаки. Да. И за тоа не буткаа многу. Да. Значи, што би се рекло, тепачка на народен јазик. Ова е добро прашање затоа што вие секако оние кои следат кошарката знаат дека имате искуство и во нашите сениорски конкуренции. Дали можеби го имаме сличниот проблеми со помладите како и повозрасните, да едноставно нашиот физикус, природно, нашата висина која што имаме како македонци, знае да ни диктира едноставно како мораме да играме кога одиме на меѓународна сцена. Не може баш само тоа што сакаме, туку и тоа што мораме за да ги победиме повисоките, посилните од нас. Не така не сме го правеле тоа. Тој физикус и таа физичка припрема, мислам дека зависи све од самата индивидуа, значи од самиот играч. Секој има можност
Значи сега е све достапно и кај нас, имаме добри теретани, имаме добри тренери за физичка подготовка. Значи самиот спортист треба да посвети повеќе внимание на сопственото тело, дали ќе биде тоа преку исхрана, одмор, поднесување на повеќе протеини, работа со фитнес тренер. Не може да се ослониме само на тој групен или екипен тренинг, да го кажеме, од некои 2 часа. Значи они треба да работат на оваа возраст сега, да имаат час и половина индивидуален тренинг секој ден, каде што ќе работат на своите недостатоци, да имаат тренинг со фитнес инструктор, каде што ќе се грижи за нивното тело, и вечерниот тренинг некои 2-2,5 часа каде што работат групно и екипно. На 16 годишна возраст се препорачува негде 4 до 5 сати во денот да им биде исполнет со спорт и со тренинг. Ако сакаат да се занимаваат со професионален спорт. Ако добро разбрав, доколку се почитува еден ваков систем, тогаш можеме да се носиме и со оние кои што едноставно физички се нормално, со сите. Поголеми едноставно, и посилни, и повисоки и така натаму. Може. Може, да. Дали имате ваков, ќе кажам слободно, строг режим, особено затоа што ви останува малку време до тој финален турнир каде што сакаме добро да се представиме? Како одат тие финални подготовки? Па се трудиме. Тренинзи секој ден и сами, индивидуално, со тимот и се трудиме. Мислам дека треба да се спремиме подобро, отколку претходниот турнир во Рига и да изиграме како што треба. Да, таму ќе има појаки екипи, така да сигурно ќе се стегнеме сега со тренинзите, па малку понапорно ќе се тренира? Да. Па мора. Таму знаеме ли веќе, верувам знаеме кои ќе бидат можни противници? Немаме? Бидејќи некои од вторите етапи сега што се за надпреварување се уште се во фаза на играње и ги нема добиено сите победници. Добро, но убаво рече, секако бидејќи ќе бидат победници на турнирите, секако значи дека ќе се и потешки противници. Како ова исто изгледа од ваша перспектива? Чувствувате ли дека имаме време да се подготвиме? Пред се од психолошка гледна точка да нема страв, да нема трема, затоа што таму ќе дојдат малку поподготвени кошаркари. Нормално. Како што рече и Кристијан Приеска, значи овој тим е премногу време заедно. Веќе 4-та година играат заедно. Се познаваат меѓу себе. Дел од нив беа и од репрезентативните селекции. Имаат одиграно многу надпревари. Голем дел играат и во U18, играат и во сениорскиот тим трета лига. Значи се случува во една недела да имаат и по 3 надпревари. Така да мислам дека добро ќе се припремиме и добро ќе ја презентираме македонската кошарка во Рига. Не се сомнувам дека ќе го дадете најдоброто од себе, па сега што таму не очекува, допрва ќе видиме. Тоа ќе биде можеби некоја наша следна тема на разговор. Она што го коментиравте за целиот тренажен процес, исто сакам да го споменеме, затоа што ако јас добро разбрав, оваа интернационална академија и во тој поглед има малку поинаков пристап, па работа и со психолог, па обрнување внимание што се јаде, каква е исхраната. И тие работи успевате ли да ги примените, имплементирате? Па дел од нашата програма е НЛП работилницата, каде што преку одредени тестови кои се викаат закуцај го позитивниот став, се даваат прашалници до родителите и до кошаркарите и врз база на тие прашалници после тоа правиме некоја психолошка анализа на целиот профил на кошаркарот, каде што имаме шанса да видиме на што треба да се обрне повеќе внимание, кои се проблемите и слично. Имаме голема соработка и помош од КРИО МК, значи тоа е при Олимпискиот комитет за опоравокот на овие кошаркари, работат со нивните фитнес тренери тамо, така да од целиот тој концепт и план гледаме да биде на едно високо ниво, нормално колку што ни дозволуваат можностите. Да, НЛП е важна, интересна тема. Како кошаркарите реагираат, например, на тој процес, на сите тие прашалници и така натаму? Знае да биде некогаш тешко, интересно ви помага? Па знае да биде и тешко, и помага, многу помага.
Интересно, све. Све. Интересно е и тешко е малку, ама и многу помага. Искрено за мене индивидуално многу ми има помогнат. Помага? Да. Да, тоа сакам да слушнам. Некаде ја видов, ја слушнав информацијата околу Демјан Лилард. Си се насмеа тој што е повикан. Зошто тој кошаркар ти е... Па, тој има многу добри шутеви така од тројка, од далеку и поради тоа. Следиш постојано? Па не. Не. Добро, сега е се достапно време на на интернет, време, има можеме да видиме што сакаме, што би се рекло мал милион видеа. Меѓутоа тоа ми беше сакав да знам дали на некој начин си обседнат да гледаш какви се потези прави и така Да. натаму или не е до толку е? Па не до толку, ама скоро до толку. Останатите за кого навивате, следите NBA, Евролига? NBA не е толку, Евролига повеќе. Повеќе Евролига? Да. Да. Фаворити имаме? Да. Кошаркари или тим, ајде? Па тим Црвена звезда, јас за Црвена звезда навивам и Ова некој нешто намерно ми прави, ама добро. Црвена звезда, кошаркар? Ајде, ако па веќе... искрено не знам, омилен ми е Мајкл Џордан и друг Аха. немам, да. Добро. Мајкл Џордан, да, веројатно не може некој И Марко е кошаркара за да ни... Црвена звезда, мислам. И ти за Црвена Да, звезда? Од раѓање. Од раѓање? Кој ја, од кого си ја наследил таа Не знам, така. љубов? Така природно сам? Палење телевизорот и Црвена звезда и од тогаш. Само тоа. Ова се што донесовте денес да ни го разубавите студиото е поврзано со овој последен турнир или има и нешто што можеби во минатото Две сте награди освоиле? се од Романија. Значи во Романија имавме All Star и Team MVP, а овие три награди се од сега од последниот турнир од Скопје. Значи Да. сите 5 награди се од Од европскиот таа турнир. лига, да, од тој турнир од таа лига. Реков нема многу да ве прашувам за бројки, меѓутоа си ја знаете барем личната статистика кога веќе си MVP, веројатно горе-долу знаеш колку и што си постигнал или? Колку десетина поени мислам просек. По толку надпревар? мислам дека Тоа е беше, просекот? Да, толку мислам дека ми беше. Јас по 15 мислам дека беше. Браво. Јас се на овој во Скопје турнирот имав 20 поени, 15 скока и 4 асистенции во просек. Браво. Не ве прашав за позициите уште на старт? Јас сум плеймейкер. Јас сум двојка или тројка, зависи кој е на теренот. Таа крилен центар. Уште нешто што ми беше убаво, а го видов, сакам да го споделиме со гледачите, е оној момент дека доколку има некои деца или родители кои што не можат да си дозволат или овозможат тренирање кошарка, тогаш можеби вие сте вистинско место каде што можат да се обратат. Функционира тоа на вистина кај вас? Функционира, да. Значи ние даваме стипендии за деца и родители нормално од социјално ранливи категории. Значи секој што не може да си дозволи да си приушти за своето дете еден тренинг кошарка, може да се обрати кај нас и ќе му излеземе во пресрет. Предпоставувам има одредена процедура, нели, да се види пред се да се провери дали е Нормално. тоа дете за овој спорт, така да не сакам некој да не свати банално дека јас ќе одам утре и тоа е Нормално, така, значи. меѓутоа Се работи за талентирани спортисти кои што се ослободени од одредена партиципација, каде што клубот ќе одлучи дека во иднина можат овие може да станат играчи или да се надпреваруваат на повисоко ниво. Сето ова што го правите, вашата работа со младите играчи, функционирањето што го имате на клубско ниво, односно на ниво на академија, секако дека не може да не биде поврзано и со она што се случува на репрезентативен план во Македонија, затоа што овде се тие деца кои се треба да бидат репрезентативци утредени сениори. Така што на кој начин е сето ова поврзано? Како и вие учествувате во таа селекција или работа со кошаркари кои воедно се и репрезентативци на Македонија? По моето враќање од Кина, бев повикан од Кошаркарската федерација на Македонија и уклучен во проект кој се вика Заедно до 16 години, каде што овие млади кошаркари ги селектираме на 12 годишна возраст, добиваат 2 бесплатни кампа од страна на федерацијата во Маврово, од трајање од 10 дена, и после тоа има 4 турнира, каде што играме со репрезентативите на Турција, Бугарија,
Косово, Романија и нормално нашата репрезентација. Секоја земја поеднашка е организатор на тој турнир. Кампови, турнири, Марко и Кристијан се од почетокот дел од репрезентација. Марко се приклучи на малце покасно на турнирите, Христијан од почетокот, Горијан е во најава со добрите игри, секако би стигнал до националниот дрес. Во моментот јас сум актуелен предводник на тој национален тим. Проектот е таков да се заврши со Европското првенство до 16 години, каде што оваа година се одржува во Скопје, во Македонија. И така да се надеваме дека све тоа што сме го сработиле во претходните 4 години, ќе успееме да ја израдуваме кошаркарската јавност со еден добар пласман и се надеваме во враќање во А дивизија. Супер кога тие нешта се случуваат кај нас, за тоа беа доказ малку повозрасните наши кошаркари кои во Скопје минатото лето и добија поддршка од нашата јавност затоа што покажаа на терен една желба, една борбеност и успеа да влезат во таа дивизија, така што посакувам да биде исто и со помладите, но имаме време до тогаш, соодветно тоа и ќе го најавиме, можеби повторно ќе се видиме, ќе го ставиме затоа што неколку месеци има нели до тоа надпреварување. Со оглед на тоа што реков, сте работели со повозрасни и со деца. Често го поставам на тренерите тоа прашање, кое е вашето мислење околу стручните лица од странство кои според многумина нам ни се потребни, се со цел ние, нашите тренери, нашите спортисти, да имаат од кого да научат. Ете, јас сум имал шанса и да речеме и среќа да работам во Кина. Исто така и во Србија, значи сум учил од најдобрите светски тренери, како што е Ранко Жеравица, Бора Џаковиќ, Радко Јоксич, Александар Саша Груиќ, значи со години сум модел, сум се едуцирал. Ја имам завршено FIBA Europe Coaching Certificate, значи FCC, исто под менторство на Светислав Пешич, на доста еминентни тренери како Ари Шивек од Израел, Ненад Трунич, професорот од Србија. И мислам дека за еден млад тренер најважно е да посвети време и да се едуцира најдобро што може. Да се вратиме на прашањето, мислам дека е потребно да, како да кажеме, да не да речеме увоз или да се дозволи, значи секој клуб ако може да повика странски тренер, нормално тој тренер да ги исполнува нормативите кои ги одредува Кошаркарската федерација или тренерската организација, да има завршено соодветно образование, да има освоено соодветни шампионски титули во тие возрастни категории и да биде тренер од кој што овдека младите тренери ќе можат да научат нешто. Така, јас за тоа зборам за менторство, не говорам за странци да ја предводат, да ги предводат нашите екипи по секоја цена, туку едноставно да бидат тука за да дадат знаење. Дали зборуваме за семинари или некоја друга форма на соработка, меѓутоа ако бидеме искрени, финансиите честопати се клучна причина зашто некои тренери не можат да си ги дозволат сите тие образовни процеси надворот од Македонија. Или е така? Јас имав среќа во МЗТ, бев асистент на Алеш Пипан, така да и од него можеше доста да се научи. Нормално секој со, како што кажавте, потребно е финанси, потребно да се направи стратегија, значи преку тренерската организација, каде што тие квалитетни млади тренери ќе можат да се испратат на соодветна доквалификација, да се уклучи факултетот за физичка култура, бидејќи тука се образуваат останатите дипломирани тренери по спорт, да кажеме, по кошарка, професори по физичко. Колеги мои, јас сум моментално професор во спортската гимназија, каде што и Марко е дел, ученик е во средно физкултурно. Да. Така да секој со нормално треба колку се можностите да си дозволи да а и како што кажавте сега све е достапно на интернет и е многу лесно. Кои делови од тренинзите најмалку ги сакате, а кои најмногу?
Па искрено најмалку кондиционите Да. тренинзи. Да. Да, трчањето е најлошо. Тие репетиции пусти во кошарка што некои тренери многу ги сакаат. Мислам, не само тренерите, и Стефкари ги сака. Во И после не понеделникот промашува. имавме еден таков тренинг од 120 минути кај што Што? Мачилиште? Да. Мора. Како поинаку? Значи, сепак останувате сите на тој став дека кондицијските се најтешки. Тие? Шутирањето? Не, Не. тоа е поинтересно. Да, тоа е поинтересно. Од кого имате најмногу поддршка? Кој најмногу ви коментира за кошарка? Па дали беше добар, не беше добар, одигра добро, не одигра добро? Секогаш мора да има критичари, коментари и така. Па од дома. Од дома. Најмногу дома? Да, дома. Најмногу. Исто. Да и дедовците се. гледаат искрени на се? сите. Например, ако на некој надпревар си бил слаб, не било добро, многу промашување и други ред работи, кога ќе дојдеш дома, дедо или кој да ќе каже искрено? Па да, повеќе Денес не- тата, ама дедовците фудбалери биле, па не се разбираат до толку. Аха. Па добро, полесно име да ти кажам. Нема толку голем стрес некако. Да. Со поинакви очи ја гледаат кошарката. Критики од кого најмногу? Исто од поблиската фамилија, тие што го пратат. Да. И тие што смеат да коментираат без да им биде кажано нешто што не треба возвратено на некој лош начин. Уште едно важно мислам дека ова прашање, некаде на почетоците кога говоревте за вашата работа, ако јас не грешам, беше спомената соработка со НБА јуниор. имаше најава, требаше да пристигне во Србија, значи преку Академијата на Желко Ребрача да бидеме ние дел. Тоа што го од тој- кажавте дека Да, соработувате. од тој камп, ама некако се олади односите и мислам дека нема да се Добро. случи тоа, така да ќе оставиме за во некоја подалечна иднина. Направивме една соработка сега со кошаркарскиот клуб Илирија од Словенија во Љубљана. Марко и Христијан беа 5 дена таму на подготвителни тренинзи. Се договоривме во април месец, нивниот координатор и главниот тренер ќе бидат гости на нашата академија тука, каде што би ја официализирале таа соработка и се надеваме дека некои од нашите членови ќе се преселат во нивниот клуб во иднина. Да, се уште се млади и пред нив се, верувам, убави нешта. Ми преостанува уште само да ви честитам за успесите досега и секако да ви посакам нови успеси во иднина. Значи да бидете најдобри и онака најкако што сакате и сте зацртале на тој турнир во Рига. Не се сомневам дека ќе се видиме повторно дали во поглед на репрезентативни или ваши клубски успеси и она што го правите, така што до тогаш, до таа следна прилика, се најдобро. Ви благодариме на поканата и да продолжите да го афирмирате македонскиот спорт како до сега. Ви благодарам многу, посебно е големо задоволството кога ги промовираме нашите млади спортисти, млади играчи, како што реков, тие кои во иднина ќе бидат носители на играта без разлика за кој спорт ние зборуваме. Се надевам уживавте денеска со нас и со кошарката која што беше тема во Fair Play. Нова тема знаете дека ќе имаме за 7 дена. Останете со програмата на Телма и довидување.